Здраво на сите, добро дојдовте назад во нова епизода на нашата Секси мала. Денеска на гости ни е Ана Секуловска, програмска раководителка во Стартап клуб Скопје и воедно колешка подкастер на Стартап Revolution. Ана, како си ни? Здраво, Милена, фала ти многу за поканата, многу е мило што сум тука во центарче. Многу ви убав сетапот и да чекам да си поразговараме. Фала ти ми беше кажано дека кога што гледај од црно, малку се впутувам со графитото, така ќе се снајдеме за денеска. Во секој случај денеска разговараме за една тема која што мене ми е многу драга, односно волонтерството. Сега да бидам искрена, јас кога почнав да волонтирам, тоа го направив од доста плитки причини, поточно ми требаше за CV, ми требаше за апликации, меѓутоа во тој процес мислам дека правенов нека нова страна од мене и продолжив со години, меѓутоа сега уште во нови кругови кога спомнам дека волонтирам, добивам измешани реакции, мислам деловно се како и супер допринесуваш нешто, остатокот, односно поголеми дел од реакциите се од типот на па добро значи се мачиш за џабе, мислам работиш неплатено, те експлоатираат што правиш. И се почесто слушаме таа реченица од типот на времето е пари, па зашто би инвестирала нешто што не те плаќа. Мислам дали само парите ја носат вредноста. Така што како волонтер ветерин, што според тебе е вистинската валута на волонтерството? Супер, многу убава. Вака. Прво, честитки што си дозволила ти да пробаш да се впуштиш во нови води. Кажам на почетокот дека изгледа како да се наведам плитки причини. Мислам дека за многу луѓе мотив е тој момент на дополнување на CV-то, стекнување на одредени вештини, да се впуштат некако во волонтерските води. Сега, кога зборуваме за која е вредноста и дали треба нашето време да го заменуваме единствено за пари во возрод да добиваме плата, хонорар, било што. Тоа е сосема во ред, но некако со волонтирањето вредноста се гледа со текот на вештините и на времето што поминува и како тоа го правиме. И тука во подолг период ја гледаш поголемата вредност на тоа што го добиваш. И сега тоа значи дека низ процесот треба да бидеш многу отворен и точно да знаеш каде и како да се надоградуваш кога станува дел за волонтирањето. И сега јас можам да зборувам од моето искуство, некако да дадам мојата перспектива зашто кај мене донело вредност во однос на волонтирањето и зошто е тоа така. Јас, ако се навратам на почетокот, пред се почнав да волонтирам бидејќи сакав да најдам средина во која што ќе се чувствувам прифатено и свое. И тоа почна кога бев уште во средношколските денови. Јас сум иначе попотокло од Љубојно и кога започнав во средно училиште во Битола, ми беше доста голема промена на средина и не знаев колку точно ќе се вклопам во луѓето кои што се наоѓаа во моето средно школа тогаш. И така почнав со првите волонтерски активности кои што ми беа во Црвениот крст, па понатаму во Форум 16 и воглавно беа посветени на младински активизам или во делот на социјални промени. И тоа ми беше главното нешто, да најдам средина во која што ќе се чувствувам дека можам да создавам, да се чувствувам прифатено, да учам нови нешта, иако на почетокот не бев свесна како се тоа ќе изгледа. И можеби големо влијание било тоа што моите родители конкретно биле инволвирани во невладин сектор подолго време и од нив доста сум слушала за тоа дека ако сакаш да направиш промена, почни од себе. И за да почнеме да правиме промени, некогаш треба да стекнеме вештини и знаење за како тоа можеме да го направиме. Така што, покрај тоа да го надополниме своето CV, кога станува збор за волонтирање, значи една комплетна промена во однос на личниот раст и развој. И тоа за секој е индивидуално. И за секој го доживува различно. Јас разбирам зашто луѓето ги имаат ставовите дека тоа е можеби трошење на време, но тоа значи дека за мене тие луѓе не биле целосно отворени кон процесот на трансформација што го дава волонтерското искуство или една организација, бидејќи за да го почувствуваш тоа не значи дека ти не може да се затвори со само волонтирање на еден настан, туку тоа треба да биде еден циклус кај што ти ќе се посветиш на одредена организација, на одреден проект, на одредена иницијатива, долгорочно и се соочиш со повеќе предизвици за да ја почувствуваш таа трансформација, бидејќи ништо не се случува преку ноќ и ништо не се случува преку еден настан. А најголемата вредност па покрај тоа што е стекнувањето вештини, е стекнувањето на луѓе и контакти кои што понатаму ти го збогатуваат животот и даваат една голема додадена вредност и стекнуваш ментори кои што ти даваат насока понатаму.
Така некако би го сумирала тоа, дека на мене било момент на прифаќање, постекнување на вештини, па инволвирање во процеси, запознавање на луѓе, кои што понатаму ме довели до тоа што го работам денес во стартап клуб Скопје. И сум се пронашла во севова, бидејќи знам дека промените кои што ги правим моментално во тоа што го работиме, можеби нема да бидат видливи за година-две, но понатаму и тоа како ќе донесат промени во општеството. Малку многу што го спомнам твојот почеток, мислам дека јас имав слично некакво искуство, мислам да ја почнав поради тие оригинално плитки причини, меѓутоа кога почнав поактивно да волонтирам во Хера, односно одлучив да станам член од организацијата, беше некако многу спонтано и стихино, немав другарки за поддршка да дојдат со мене, едноставно се пријавив сама и ме повикаа на годишен состанок во Крушево, односно неколку дена надвор од Скопје, со група која што претходно никогаш не имам запознаено, не знаев што ќе се случува, немавме агенда, погрешив беше направен Viber канал наместо Viber група. Никој не можеше да пише порака, не можеше да знам со кого одам, да бидам било каква тип на информација, ми текна дека само се спакував. И одам нека изборно место и сега си мислам добро Милена, ако автобусот сврти сега кај кој ќе ги продадат органите, сама си го бараше. Ама среќа испадна да сме окей, сега година и пол покасно се да сум во Хера. И мислам дека јас најмногу имам да живеам на таа лична трансформација, бидејќи да тука е стекнувањето на ментори, стекнувањето на вештини, меѓутоа константната комуникација с луѓе изведе нека комплетно нова екстровертна страна од мене. Ми се намали социјалната анксиозност, се чувствувам како да припаѓам некаде, ако да имам мој круг на луѓе и тоа е нешто што барам кај мене играше голема улога во моето ментално здравје. И те вади надвор од комфорт зона, мислам, едно е кога зборуваме за комуникација, сега комуникацијата е различна со различни типови на луѓе кои што ги водиш. И тоа некако повеќе те спрема за други искуства во животот. И најмногу од се волонтирањето ти дава некогаш можност да бидеш на места и со простори луѓе каде што обично не би се нашол и треба да знаеш како да навигираш низ тие процеси. Тоа е многу убаво, мислам, и ти дава простор да сгрешиш каде што тоа нема да биде ригорозно, нема да има никои последици кои што се посериозни. Фер, вала ти мислам дека највеќе ми се просто прави тоа што сум волонтер. Мислам дека да изгледам нешто, има некој над мене тоа да го среди, јас плава ке се насвам и се простува. Да си во процес на учење. Процес на учење, баш да простор да експериментирам со сама себе, да видам која кариера ми одговара, која не. Мислам претходно сум се наоѓала повеќе кон медицинските науки, па натаму кон хуманистичките, па можеби ќе бидам подкастер во иднина. Ќе видиме. Надежно, веќе си на почетокот, така што се имаш искуство. Фала те. Исто така, знам дека кај нас волонтерството не е нешто што е често, иако знам да неколку приватни гимназии кои што имаат задолжителни волонтерски саати. Истражувам како е тоа на глобално ниво. Отприлика тоа што најдов е, например, во Бритиш Колумбија имаат околу 25 до 30 часа задолжително волонтерство за може да дипломираат, а во Мериленд се дури до 75. Така што како никој што подолго време волонтира, дали сметаш дека би требало да биде нешто што е баш вметнато во образованието или треба да е сепак по слободна волја? Јасно, дури го имаат многу моментот на community service, што е нели значено да служиш на заедницата. И тоа го имаат како терминологија, особено во странство, што е многу интересно. Кај нас не се уште барем не е прецепирано како такво, а е дел од многу активности. Што мислам дали би требало да биде задолжително? Мислам дека од една страна е многу потребно. Дали тоа ќе биде некако формално структурирано како дел од образованието или не, е знак прашалник. Јас би сакала да биде, зошто? Бидејќи исто кога бевме, ова ќе го споредам со моментот кога почнавме на факултет и беше задолжителна пракса. И сега, нели секогаш имаше 1% на луѓе кои што го правеа тоа ради реда и земаа потписи да го реализираат тоа, но имаше луѓе за кои што тоа било прекрасно искуство и понатаму дефинирало каде ќе се движат понатаму во нивната кариера. И од тој аспект, мислам, без разлика дали ќе има некој процент на луѓе кои што можеби тоа нема да го искусат целосно, мислам дека може да биде искра или некоја жарче да поттикне некој да направи промена во едно и да се пронајде. Така што можеби мојот став моментално е дека би требало да постои како некој си задолжителен дел од некој предмет да биде враќање кон заедницата и учење за како да можеш да реализираш иницијативи или општо можеби младинскиот активизам или активизмот општо да биде дел од образованието, дали ќе биде дел од некој предмет кој што е во делот на општествени науки, каде што тоа може да се упфати, но мислам дека е многу потребно.
бидејќи за се што се случува околу нас, сметам дека не треба да бидеме целосно конформисти, туку треба критички да размислуваме, да оформиме свои ставови, да се информираме, бидејќи ти за да донесеш нека одлука треба да прибереш информации. За да ги прибереш информации треба да истражиш. И тоа понатаму прави да се запознаваш со твојата средина, со луѓето, со иницијативите, организациите што се случува околу тебе. И да пресудиш можеби кое е најдоброто место каде што ти сакаш да делуваш. Тоа што да аспект на некој предизвик, сметам дека треба да биде застапено и може тоа ќе поттикне други луѓе да истражат малку повеќе за организациите кои што се моментално присутни кај нас, како тие делуваат. Наистина и јас, како човек што веќе има воочена вредност на волонтирањето, сметам дека е била наистина непроценливо искуство за сите, бидејќи освен што научи на алтруизам, научи на солидарност, на помош, ни дава чувство на припадност и помага на менталното здравје. Едноставно волонтерството, како што кажа, ти игра голема улога и во поттикнување на младите да бидат иницијативни, да истражуваат, односно една тема која што веќе имаме обработувана беше младинската апатија и тоа се главно произлегува бидејќи сме генерално глежани, веќе никој не произлива со некаква иницијативна идеја. Волонтерството преку истражувањето, запознавањето со нови луѓе, интегрирање во различни култури, изложеност на различни групи, ни се менуваат мислењата, ни се менуваат ставовите, ги воочуваме вистинските проблеми кои што се присутни во нашето општество. Можеме да ги мапираме чекорите кои што ние можеме да ги превземеме за да ги решиме, да излеземе некако од тој мајндсет дека па е како што е и едноставно треба да се помириме. Да, се сложам многу. Сега конкретно сакам да го поредам со нешто што се случува во стартап клуб Скопје, например, младите што доаѓаат кај нас да волонтираат, но воедно и да бидат дел од тоа што го создаваме, они се експонираат на запознавање нови процеси. Они можат да ја видат целата инкубаторска програма како се одвива, да бидат дел од стартапите кои што моментално се создаваат, што значи тој предприемачки дух, со кои предизвици тие поминуваат низ процесот на осознавање и формирање на свој бизнис и верувам дека така во било која организација и мислам дека тоа е многу важно некогаш да бидеме присутни на местата само да наблюдуваме и тоа прави да изголемиме емпатијата кон одредени процеси, да сватиме зошто се одвиваат на таков начин и веќе кога ќе добиеме некоја основа, понатаму веќе почнеме да размислуваме, окей, јас ова сега го увидов, но гледам и некои страни кои што генерацијски може да бидат поразлични од кога јас ќе можам да почнам да делувам. И затоа сакаме да формираме еден баш тим на млади луѓе кои што во рамки на стартап клуб Скопје ќе може понатаму стратешки да одлучува што е она што ќе се менува со организацијата и да го дадеме тој глас да има промени кои што нема да бидат врз основа на нашите искуства, туку ќе бидат и врз основа на искуствата на генерациите кои што доаѓаат во нашата организација, што сметам дека е многу важно. Да, кон младите, бидејќи ние сме дечки го возиме филмот понатаму. Да, ама учиме едни од други. Мислам дека покрај тоа што треба да гледаме кои се новите трендови и активности, никогаш не треба да забораваме што е она што е изминало и кое е знаењето кој што треба да остане во една организација и да се пренесе на следната, па тие тоа не да го напредат на свој начин и да го претворат во нешто што за нив ќе донесе поголема вредност. Мило ми што го начнува со стартап клуб затоа што мислам дека вие обработувате една битна тема што е обработување на младите. Мислам дека во ера каде што ќе доминира, веќе според мене присутно за обработувањето би било нашите практични искуства, практични вештини, можеби тие меки вештини, така што како волонтерството се вклупува во денешниот пазар на трудот? Па, пред се вклупува за оние кои што целосно ќе го искусат. Тоа имам да кажам. За никој кој што едноставно нема да даде шанса, повторно ќе завратам, нема да ја види вредноста, бидејќи тоа е процес каде што колку повеќе се даваш, толку повеќе добиваш. Сега што е клучно тука? Волонтерството во многу аспекти те учи како да создадеш нешто со многу ограничени ресурси. Тоа е првата нешто и тука до некаде ја буди свеста за предприемачкиот дух, како ти да се снајдеш, како да ги најдеш тие средства за било тоа да организираш некој фестивал, иницијатива, да креираш кампања преку кој што ќе собереш средства, кој што ќе се донираат на некое место. Значи има милион можности како можеш тоа да го направиш, ама волонтерството никако и дури краудфандинг кампања како да креираш, тоа исто така често нешто што се случува во делот на
стартап културата, така да низ волонтирањето ги учиш и тие работи, окей, како функционираат овие процеси, кои на организации, компании, институции јас можам да ги контактирам, на кој начин го правам тоа, како го извидам, како покрај тоа што ќе бидат дел од оваа иницијатива, како понатаму ја продолжувам комуникацијата со нив, кои се треба да биде дел од тој процес. И сега тука е многу убаво, бидејќи се зависно од која организација каде се случува тоа, најчесто имаш и некој ментор кој што ти помага низ процесот, или како кажате мене, сега ми е просторно да правам грешки, затоа што секогаш има некој кој што те надгледува. И сега таа личност од друга страна го наблюдува цел твој процес, не само во стварување на одредени активности, но кој е твојот потенцијал, капацитет што го носиш во себе. И сега има две нешта. Првото е дека таа личност понатаму може да ти даде многу добри совети за каде да се насочиш, а ти доколку добро знаеш да ги примеш тие совети, да ги искористиш тие вештини кои што ги стекнуваш, низ текот на искуството, дали се тоа комуникацијски, организаторски, може да бидат во делот на планирање, исто така, значи што е многу важен процес. Може и процесот на идеација, носење на нови идеи, како тие да се остварат, сето тоа понатаму те носи до некој поголем аспект на свесност за каде јас кариерно понатаму ќе се насочам, односно која е културата на компанијата во која што јас понатаму сакам да се вработам, бидејќи јас сега имам изграден одреден став, како сакам да се однесувам со колегите, како сакам колегите да се однесуваат со мене, дали ќе ми биде важно таа компанија да придонесува на некој начин во општеството, да биде општествено одговорна, или пак можеби не се гледам во средина каде што јас ќе бидам работен, сакам да почнам нешто свое и да го најдам свој тим и како тоа да го направам, бидејќи сега чувствувам, имам поголемо чувство на самоодбора, бидејќи сум реализирала некои активности кои што самостојно сум ги водела и тоа ми дава самоодбора да бидам како окей, било кој да е процесот, јас можам да се снајдам во тоа. Така што од аспект на кариера и сето тоа што се случува, тие се работите како придонесува. И сега во однос на тоа што го спомна со вештачката интелигенција, најчесто кога си во некој процес на волонтирање, треба многу брзо да учиш. И треба да бидеш досетлив, снадлив, значи на почетокот тоа е потешко и правиш грешки, тоа е многу нормално. И понатаму веќе имаш осет за како треба функционираат работите, но тоа ти дава една особина да бидеш многу агилен, да знаеш како да ги промениш работите во моментот, да ја свртиш топката на другата страна, да смириш ситуација, да коригираш работи, да се снајдиш како некои ресурси да ги пренамениш во друга област. И тоа ти помага многу во учење на новите нешта што се случуваат. И од тој аспект е многу важно, носиш нови перспективи, нови вредности, иако вештачката интелигенција ќе замени одредени процеси кои што можеби се повеќе мануелни, од аспект на некоја визија, сепак ние сме кои што ќе диктираме што ќе се случува понатаму. Сега ти кога си бил обкружен со луѓе кои што визионерски гледаат работите, ти дава посигурна перспектива и основа да можеш тоа да го менаџираш. Многу е сега, уште една предувивка од волонтерството, еден феномен што сам феномен. Проекти што се доста популарни во мојата генерација, уште меѓу младите, е така наречени волонтеризам, односно волонтерски проекти во странство. Точно. Дали некојаш може учествува на нешто вакво? Не сум била дел од проекти кои што биле конкретно да волонтираш во некоја друга држава, кои што апсолутно постојат преку EVS, European Volunteering Service. Значи имам доста гледано тие програми кои што се во најразлични држави, дали да доаѓаш и да помогаш во развивањето на одреден комјунити, дали да предаваш на одреден јазик таму, дали да водиш одреден дел кој што во културата, па помагаш за нели поголема вредност во тој дел. Сум ги разгледувала програмите, но никогаш не сум била дел од некој процес кој што бил во некоја друга држава, иако сум сакала, и е нешто што го размислувам и бидејќи нема толку ригорозна возрастна граница, 4 години од сега би сакала да си со целото знаење што ќе го соберам, да можам да одам во некоја друга заедница, во некоја друга држава и да видам што можам тоа да го претворам. Али се многу бави можности, пошто таму веќе доаѓаш во друга култура, и тука барам поголема промена на начинот на размислување, поголема отвореност кон тоа да ги запознаеш луѓето, процесите таму, некако да се тргнеш од тоа што си имаш зададено како стереотип или предрасуда за што се случува во одредени процеси и да учиш од ново некои нешта.
И таа искрено мене многу ме возбудува и разбирам зашто се важни тие програми, многу ми е мило што постојат. Дали мислиш дека сепак се одржливи? Затоа што, например, јас дека истражував, некои од главните проблеми кои што ги воочив беше тоа дека се работи за само моментален проект, да кажеме, кој што да може би треба да има долгорочно влијание во заедницата, меѓутоа дека откога луѓето ќе се отидат, знае многу брзо да се распадна. Или нешто друго што баш беше хорор приказ на другарка која што отишла на таков тип на размена и им биле дадени дрва и пили да прават клупи и никај не знае како се држи пилата. Така што дали смяташ дека ова е одржливо или што би требало да конкретизираме за да може ваквиот модел да продолжи да функционира? Одржливо е доколку имаме одговорност кон тоа што го правиме, сега одговорноста тука доаѓа од луѓето кои што го организираат таа програма. Значи и од таа страна сметам дека треба да постои свесноста на вештините кои што ги имаат луѓето кои што доаѓаат на тие програми, како тоа се продолжува, дали ќе има некој процес на пренесување на знаење, дали ќе има некоја едукација за што ќе се случува додека се снели тие волонтери таму. Така да тој момент сметам дека паѓа од аспект на оние кои што го организираат тој процес и одговорноста, но исто така е нели отвореноста на луѓето да бидат дел од некој процес на едукација за да може да стигнат вештини да помогнат и дали сето тоа е исто така наведено во процесот додека аплицираш за ти да бидеш доволно свесен за окей, ова е тоа што ме очекува. Така што доколку постои свесност и одговорност во тој дел, сметам дека постои аспект на сето тоа да биде одржливо, но да не се гледа тоа на кратки стази, да не се гледа само за активностите кои што се потребни во одреден период. Јас сум била дел од другата страна, каде што сум пречекала волонтери кои што дошле тука, кои што конкретно вршеле едукација во ИСС детско село. Тоа било 2018, мислам дека. Преку студентска организација кај што волонтирав и ние го имавме цел тој процес на да им помогнеме да се прилагодат на средината тука, на како ќе дадат активностите, како тоа ќе биде испланирано, како ќе се навикнат, кои вештини ги имаат, пошто имаше процес на нели аплицирање за да се дојде тука и кои се вештините, така што доколку постои таа одговорност од страна на организаторите на тие програми, постои можности да бидат одржливи. Тоа важи исто како и за се што правиме и тука. Пошто и кај нас има доста проекти кои што се почнуваат врз основа на нели апликации кои што и отворени по визи кои што постоеле од донатори, но понатаму кога ќе заврши цел тој процес, тоа само постои негде во некој простор и време, а нема свој континуитет. И тоа исто така можам да го кажам од аспект на тоа што го правиме моментално во Стартап Клуб Скопје. Кај нас, например, инкубаторската програма, иако ја почнавме самостојно, без да имаме некој донор во позадина, пробавме да ја направиме одржлива преку моделите кои што ги имаме во Стартап Клуб Скопје. Важно, многу мислам дека со обзир на тоа дека имаме баш и за мала имаме доста организации, дел се активни, дел не се активни, имаме постојано нови распишувања и Еразмус проекти за волонтерство во странство. Како да определиме кои се вистинските, да кажеме, организации каде што би го посветиле нашето време? Ова баш го размислував, бидејќи врз основа на моите одлуки секогаш се базирале врз луѓето кои што биле во тие организации. Сега секогаш во процесот на, како што кажав, претходно донесување на одлука, мора да се впуштиш во истражување. И сега конкретно за организации мислам дека треба да им дадеш шанса на секоја организација, не знам, да присуствуваш на редовни состаноци, да бидеш дел од однесување на одредени одлуки, барем да помениш одреден процес од месец-два. И тут мислам дека интуитивно ќе го знаеш чувството, окей, дали ова мојата средина и моите луѓе и дали ова се поклопува со она што јас го носам како вредности и мои идеали и каде сакам јас да предонесувам. Пошто никогаш дури ако само ги гледаме организациите и прочитаме визија и мисија, окей, може да се покупуваат со нас, ама можеби луѓето кои што се внатре не се нашиот меч за нашиот моментален раст и развој. Можеби нема да бидеме конкретно примени баш најдобро, ама тоа не значи дека таа организација не е добра, туку можеби во тој момент не е организацијата за мене. И затоа мислам дека во одреден период треба да си дадеме шанса и да бидеме дел од одредени процеси и да можеме да расудиме дали е тоа добро за нас или не. Но тоа да не биде само една средба. Али многу е важно да видиме со кој ќе работиме. Бидејќи како што и моментално сме инволвирани во некој процес кај што сме вработени, поголемиот дел од времето доколку волонтираш, сигурно нема да бидат само 2-3 часа на ден, ќе ги поминуваш со тие луѓе. И ти помеѓу тие луѓе треба да се чувствуваш комфорт, сигурност, отвореност за да може да растеш и да искусуваш нови работи. Така што ти и треба да имаме некоја конекција со нив.
Така да тоа сметам дека е исто така важно, ама за да го добиеме тоа и да го примеме, мора да бидеме отворени, да бидеме како окей, јас сум подготвен да ги запознам овие луѓе, да ја сватам поголемата слика и да си дадам шанса. Пошто никогаш одма кога ќе бидеме дел од некоја активност, природно ја чувствуваме отпор заради тоа што ни е нешто ново и ни е надвор од тоа што ни е познато. И треба да си дадеме малце чекор да истапиме од тоа и да си дозволиме да го искусиме. И нели доколку ти може паралелно да дадеш шанса во 2 месеци на 3 организации и да видиш што е тоа што најмногу ти одговара тебе. Мислам дека освен тоа дека треба да се покупува со нешто интринзични вредности, многу битно каква е групата, како ќе бидеме прифатени, да бидеме реални со себе колку од нашето време, колку од нашите средства можеме да ги вложиме, дали тоа ќе биде во една организација или во повеќе организации. И баш како ти што го кажа, е процес на учење, процес на истражување, во такви моменти егото пред врата и влегуваме и сите сме тешко, не е едноставно. Во суштина, многу е убаво да го зборуваме од тоа како сме го гледале ние, пошто сме го искусиле, ама кога си во тој процес, многу работи ти доаѓаат премногу. И тоа е во ред. Да, баш како што кажам, сам волонтерството е процес што наминува, растаме низ него. Во моментов може би имаме само некои општествени социјални предувидби, меѓутоа на долги стази може дури материјално да не се исплаќа. Да. И сметам дека сите би требале барем да се дадеме шанса на себе си и на нашата заедница и да се пробаме во различни организации. Во секој случај, Ана, фала ти многу што не беше денеска гостинка на нашиот подкаст. Нема нешто. И тоа. Дички, сега имаме следната епизода на Секси Мала. И тоа, чао, чао!